Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Овде во студиото имам чест да се дружам со дури четворица гости кои што се надевам ќе ве уверам дека успеав да ги изберам многу соодветно за темата за која што ќе разговараме. Ќе внимаваме особено како ќе се изразуваме, ќе ве поттикнеме и вие да внимавате на тоа како зборувате и како пишувате. Се надевам преку следните час и половина. Ќе зборуваме на тема македонски јазик, за тоа колку го знаеме, колку го почитуваме, дали знаеме да го сакаме јазикот и дали знаеме да го употребуваме онаму каде што треба. Ќе зборуваме за дијалектите, за напливот на странцизми, особено на англицизми. Добре дојде во студиото, прво ќе посакам на професорката Искра Пановска-Димкова, професорка од Филолошкиот факултет, од катедрата за македонски јазик и книжевност. Вие сте особено соодветна да зборувате за оваа тема, бидејќи меѓу другото предавате и правопис и правоговор. Да. Така, добре дојдовте. Добре дојде и Заленче Смилевска, долгогодишна и добро позната презентерка на вести, спикерка во Македонската радиотелевизија од старата школа на МТВ, како што ние новинарите често нели сакаме да кажеме, меѓутоа воедно и лектор кој што е соодветен да зборува за оваа тема. Добре дојдовте. Ви благодарам за поканата, добре најдов и поздрав до гледачите на телевизија Нова. Добре дојде, ќе му посакам и на професорот Драги Михајловски, кој што според Венко Андоновски е македонскиот Шекспир. Роден во Битола, така? Преведувач, професор, воедно и писател. Па да. Благодарам многу за поканата. Добре дојде и за Ѓорги Јолевски, наш познат актер, кој што се обидел и се покажал одлично и како режисер, поранешен уметнички раководител на Македонскиот народен театар. Добре дојдовте. Добре најдов, благодарам за поканата. Го споменав само театарот, меѓутоа актери кои што има стварано бројни филмски улоги, така што ќе зборуваме и за јазикот во театарот и во македонскиот филм. Важно да сме на тема која не прави среќни. Така. Да почнеме од тоа кој е впечатокот, прашање до сите нели гости во студиото, кој е вашиот впечаток кога прво ќе ве прашаат професорке колку сме писмени, колку си го познаваме јазикот, кој би бил вашиот одговор? Недоволно. Мојот прв одговор, значи она што прво ќе ми падне на ум е недоволно. Мислам дека сите сме сведоци за тоа. И на телевизија слушаме, значи, работи кои што не би требало да ги слушнеме, не му припаѓаат на стандардниот јазик, но и во пишаните медиуми и така натаму, исто така гледаме работи напишани кои што не би требало да се таму. Иако ние со Законот за употреба на македонскиот јазик воведовме задолжително лектура на секој пишан и секој печатен текст, тука ситуацијата можам да кажам дека е подобрена, меѓутоа не е онаква каква што би очекувале да биде со оглед на тоа дека постои закон. Тоа сметам дека се должи на фактот што тој закон значи уредува некои работи, меѓутоа колку што јас знам не казнува. Така што се додека го нема елементот на, па да речеме и финансиска казна за одредени издавачки куќи што печатат романи без да се лекторираат и така натаму, се дотогаш ќе биде ситуацијата таква каква што е, затоа што во моментот е оставено фактички во тој поглед на чесноста на лекторот. А лекторите, впрочем, како и сите луѓе, не има од чесни до некои кои што и не се толку, мислам, битно им е да, како да кажам, да се го земат хонорарот, да им се пише името на книгата, а не се трудат многу да поправат, можеби и не знаат доволно за да поправат она што треба да го поправат во опечатената книга. Но како и да е, тука ситуацијата сепак е подобра. Она што мене многу ме загрижува, тоа е ситуацијата со говорниот јазик. Значи, ние сега немаме никаков механизам за уредување на говорната форма на јазикот, значи некаков начин да се наметнеме со правоговорната норма. Тоа го гледаме најмногу преку телевизиите, значи каде што се слуша говорениот збор. За жал, телевизиите што имаат, значи, што се шират низ целата држава, тие вработуваат главно скопски кадар, а скопскиот кадар е познат по тоа што зборува на една, не знам што да речам, вештачка творба. Тоа е скопскиот сленг, така го нарекуваат.
вештачка во смисла на тоа дека тоа не е скопскиот дијалект. Значи, ако вие, да речеме, сакате да слушнете како изгледал стариот скопски дијалект, можете од повозрасните скопјани да слушнете, тоа се руки, ноги, купуе, бева, Жуто. дојдова, жуто и така натаму. Значи, тоа е стариот скопски дијалект. Ова е нешто релативно ново, значи, фактички не е толку, мислам, 40 на години веќе постои, меѓутоа во развојот на еден јазик тоа се смета за една нова појава. 70-тите некаде се појави. И тоа има некои ознаки, значи, што воопшто не се наоѓаат во ниту еден наш дијалект. Во таа смисла, кога нешто има, нешто што се појавува, а го нема во ниту еден дијалект, тоа нешто веќе го руши системот, значи му штети на целиот јазичен систем. Тука пред се мислам, например, на назалноста. Ние назалност немаме во ниту еден наш дијалект, а во скопскиот Не е карактеристично. не е карактеристично воопшто. Значи во скопскиот ќе ја слушнете шу, значи тоа е изговор и испуштање на дел од воздухот преку носната празнина, значи чиста назалност, повишување на Ќе прокоментираме да, малку подоцна вокалите онаа и така колумна натаму. која што вие напишавте, Да, таа јас беше со насловот се Кокаина занимавав, настана да. така Илина. Да, со тоа. Можеме ли да искоментираме накратко каков е јазикот кој што го користиме ние новинарите? Каде Секако. повеќе грешиме? Вие сте задолжена во МТВ да им Секако. помагате на И еден мал новинарите. повод да се вклучам овде. Така. Токму каде што не треба ја има назалност, а каде што треба ја нема. Банка се чита. Не знам дали сте забележале по медиумите. Инаку да искоментираме за јазичните грешки, навистина се премногу, многу малку се трудиме. Повеќе во пишаниот или во говорењето, во пишаниот јазик или во говорењето, каде грешиме Повеќе во зборувањето. Од пишаниот сепак медиум, да речеме, зборуваме сега за електронските и за пишаните медиуми, нели? Така. Пишаните медиуми сепак имаш преглед. Гледаш како лектор, не може толку многу да ти, освен ако не ти е даден текстот на лекторирање, на проверка, а говорните медиуми во секој случај многу повеќе грешат. Затоа што нема подготовка, нема една темелна основа. Ако јас немам едукација пред да ме пуштат во програма, пред микрофон, во радио или пред камера, нема никаква можност да бидам сконцентрирана на она што го зборувам. Значи, ние треба да знаеме претходно како да зборуваме за да го кажеме она што сакаме да го кажеме. Значи, да не мислиме како ќе се изразиме, туку што треба да кажеме, да известиме за некој настан како репортери, како водители, како презентери. Да земеме да зборуваме онака како што треба, почитувајќи ја литературно-јазичната норма. И еднаш да ги научиме, барем знаеме, третосложно акцентирање имаме, одстапувањата се на толку многу кај глаголскиот прилог одејќи, сите велат одејќи, пеејќи, зборувајќи. Одејќи, пеејќи, зборувајќи. Исто така прилогот за време. Ретко кој јас на медиумите гледам дека знае да го одвои од членуваната именка годинава и годинава. Годинава ние зборуваме за јазикот, сме направиле нешто, но годинава не е убава или пак Тешка не е. тешка, лесна и така натаму. Погодна за такво нешто. Нештива. Зборувам исто така, лексички. Многу се греши, погрешна лексика се употребува, погрешна синтакса. Зборувам исто така за водителите кои што ќе ви речат: ви благодариме на вниманието, имајте убава вечер, имајте убав ден. Зошто? Have a nice day на англиски. Зошто буквално да го преведеме? Кога сме велеле ние имај ваков ден, имај тако. Ние си ги имаме деновите, меѓутоа нека ти биде денот пријатен. Пријатно едноставно, пријатен ден речете. Речете благодариме за вниманието. На прашањето зашто ми благодариш? Ти благодарам за нешто, Благодарам на не вниманието нешто. е она што Нели? често го слушаме. Да. Така. Професор, Исто имате така. впечаток дека многу често македонските реченици звучат англиски? Како ова имајте убав ден? Се повеќе. Синтаксички. За жал, Так, се да. повеќе. Например, ова што го спомена колешката е многу често. Многу често слушаме have a nice evening or morning or whatever. И тоа преведено на македонски имаме синтакса, преведено. во англиска. И тоа е, не знам која е борбата против тоа. Така. Мој впечаток е дека
однапред се губе на таа борба. Знаете, имам впечаток, се извинам, дали може? Имам Може, впечаток повелете. дека докажувајќи колку го познаваме туѓиот јазик, си докажуваме колку не си го знаеме својот јазик. Собствениот јазик пред се, а потоа сите други јазици. Ѓорги, колкава ви е одговорноста кога ќе се качите на сцената, кога ќе излезете пред бројна публика во театар и едноставно играте улога која што е на македонски. Без разлика дали е драма напишана на македонски или станува збор за превод од странски јазик, меѓутоа колку внимавате на сето ова што го споменавме претходно? Па би требало да внимаваме многу. Одговорноста е голема пред се не само на актерите кои што излегуваат секоја вечер на сцената и имаат одреден број на публика кои што дошле да проследат одредена драма или театарска представа каде што ќе го чујат македонскиот јазик. Многу често представите што ги играме се коригирани од лекторот кој што се наоѓа во Македонскиот народен театар и морам да признам дека имаме навистина прекрасен лектор кој што ја обавува работата онака како што треба, што не е случај во другите институции, во другите театри, не во сите. Во некои ги има лекторите, во некои ги нема. Во некои можат да функционираат, во некои не функционираат. Но одговорноста е голема, бидејќи актерите и впрочем сите јавни личности се амбасадори на македонскиот литературен јазик, промотори на убавината на јазикот и некако чувари на трезорот кој што треба македонскиот литературен јазик да го продолжува понатаму низ годините што доаѓаат, бидејќи постои голема опасност, бидејќи сме мал народ, некаде околу 1,5 милион жители го зборуваат македонскиот литературен јазик и тоа е јазик кој што има опасност да исчезне. Доколку јазикот исчезне, тогаш се поставува прашањето дали тој народ постои или не постои. Толкава е одговорноста. Доколку јазикот мутира, а нормално е да мутира, нормално е да влегува од една форма во друга, бидејќи е жива материја, дотолку повеќе оние кои што се одговорни за зачувување на македонскиот литературен јазик, како што се сите јавни личности, не само актерите, писателите, поетите, презентерите, професорите, да не речам политичарите, кои што и оние луѓе кои што секојдневно, новинарите, и оние луѓе кои што секојдневно излегуваат пред медиумите и секојдневно излегуваат пред аудиториумот, ја имаат секако одговорноста да го зборуваат јазикот онака како што треба, онака како што е нормиран и онака како што се очекува, бидејќи убавината на јазикот меѓу другото е жонглирањето со зборовите, но на вистински начин. Да речеме, според некои определени правила, нели? Се разбира, да, тука е професорката, и овде некако гледаме на група на луѓе кои што се загрижени за зачувување на убавината на македонскиот јазик и правилното говорење. Доколку го имаме преводот или препевот, големиот Шекспир, Чехов, Молиер и така натаму, тогаш внимаваме на македонскиот литературен јазик, меѓу другото заради тоа што го имаме превземено од прекрасните поети, писатели, кои што се погрижиле тоа да биде во онаа форма која што веќе е договорена, е правилна. Доколку ние тој јазик го деформираме и почнуваме како будали да го джвакаме и да го фрламе на буниште, тогаш тоа е сигурно наша одговорност, односно неодговорност. Ние мораме да бидеме внимателни заради убавината на јазикот. Колку сме писмени, односно колку си го познаваме јазикот, меѓу граѓаните прошата и нашата колешка им ги постави токму овие прашања, дали имаат дома правопис, дали претеруваме со потребата на дијалектите за кои што ќе позборуваме подоцна, колку сметаме дека сме писмени. Ќе погледнеме анкетата, јас само би сакала да издвојам она што мене ме насмеа
еден од одговорите на прашањето колку сме писмени, една наша сограѓанка вели па 1/4 отприлика. Да погледнеме од анкетата на колешката Наталија Дучковска, која што им ги постави сите овие прашања за писменоста на нашите сограѓани. Колку сме писмени? Многу. Многу. Нормално за денешни услови и за наш стандард ние сме доволно писмени. Па не многу. Па слао. Четвртина. Чи не писмени колку сме? Многу. Таа генерација е малку помалку од претходните, бидејќи многу слабо се чита. Според мене, а писменост не е само следење на портали и Facebook страници. Дали дома имате правопис? Да. Имам. Да. Имам. Не. Јас сум стар за правопис и сум научил на време и мислим да добро сум го совладал. Да. Не. Во секојдневниот говор зборуваш литературно или жаргонски? Жаргонски. Повеќе жаргонски. Не, користим доста србизми, турцизми. Литературно. Жаргонски, ја помнам ептенито. Жаргонски. Јас сум од Куманово и така изгледа е потешко да ептен македонски научи. Не толку се трудам да зборувам, не се трудам толку да зборувам литературно. Спонтано зборувам така да не сум јавна личност, не сум презентер, не сум водител, така што мислам дека тие секако треба многу повеќе да водат сметка и за дикцијата, и за граматиката, и да бидат текстовите лекторирани, затоа што многу нелогични реченици дури имаат кога настапуваат. Дали забележувате правописни грешки во учебници, книги на социјалните мрежи и дали ви пречат? Забележувам, ми преча, мислам сега ги прифаќам како такви, ама ми преча. Уште ми пречат, ама тоа е тоа. Па многу ретко, скоро и че не забележувам. Да, забележувам, ама не пречат толку многу. Во некои книги да многу пречат, бидејќи не можеш да не знаеш што се тие зборчиња. Приметувам ептен и ми смета. Па некојаш ми пречат. Мене многу ми пречат и ми пречат дури и преводи кои не се многу добри. И неколку пати сум се откажала и не сум ги дочитала книгите, само поради лошите преводи. Значи забележувам, како не, али пошто јас ги правим така да не ми пречат, пошто сум еден од тие од многите у Македонија што прават правописни грешки. Професор, ке грешиме во дикцијата, во граматиката. Каде грешиме најмногу? Каде не сега, не знам веќе вистина од каде човек да Од каде да се почне? Да почне, да. Значи тоа, ајде од таму да почнем, што го споменавте сега, познато меѓу лингвистите како политички акцент, дикцијата, граматиката, ако сакаме да го слушнеме, доволно пратениците да ги или политичарите да ги слушнеме, значи таму е партијата, изборите, организацијата и така натаму, значи станува збор за непрефрлање на акцентот повторно на третиот слог, кога ќе се додаде некоја морфема од крајот на зборот и повторно влегува во оние категории од кои што јас се плашам, значи јас во принцип во однос на јазичните грешки не ми се сите подеднакво важни, туку едноставно ми се по една чиста хиерархија наредени што е опасно, што е помалку опасно и што е сосема безопасно. Значи така се градирани, тоа го барам и од студентите, секогаш да го имаат предвид што е многу опасно, а што е, сега да речеме дали ќе каже баретка или ќе каже беретка, сосема безопасно, значи. Може да го знае, не мора да го знае, ќе го провери. Но овие нешта што го рушат системот како што е ова, значи го рушат во смисла дека правиме акцент на четвртиот слог наместо на третиот. Доказ за тоа дека ова нешто го руши системот е што тоа потоа се заживува самото. И почнува да се јавува на четврти слог кај именки кои што се нечленувани. Таков пример ви е заедница. Значи во заедница веќе имаме префрлање од третиот слог место заедница, заедница доаѓа на четвртиот слог. Потоа таа заедница ја членуваме, акцентот при тоа не го префрламе зашто веќе сме се навикнати на непрефрлање и ние добиваме нов збор заедницата со акцент на петтиот слог. Дури е тешко да го изговорите. Тешко е. Потоа тоа и понатаму оди, мислам, јас сум го истражувала, имам пишувано за таа работа, бидејќи е тешко точно како што рековте вие, тие што зборуваат го делат зборот, фактички го делат на два.
И првиот збор им е заед, првиот фонетски збор. Вториот им е ницата, сега ова секундарниот акцент. Тука повторно можеме да разговараме колку за тоа е заслужен англискиот јазик, кој што има стандардно два може да се појават, значи примерен и секундарен акцент. Например, кај нас како се префрла тоа, ќе го слушнете апсолутно. Апсолутно, значи тоа е акцент на а и уште еднаш акцент на лут. Дефинитивно. Наместо правилното, еве го, ексклузивно, значи фактички ги делите на два збора и двата дела ги акцентирате. Тука, ако може, јас би сакала малку да позборуваме повторно за ова пишана и говорена форма на јазикот. Значи, ние како лингвисти и јас еве како професор, она за што многу се грижам е кога го предавам јазикот, искрено морам да ви кажам, јас се чувствувам како продавач на јазикот. Значи, јас тоа е тоа што се обидувам да го направам. Значи, јас се обидувам да продадам нешто што е правилно наспрема нешто што е неправилно. И сите лингвисти на тој начин функционираме, значи сите што предаваме македонски јазик. Во таа смисла има некои работи кои што со текот на годините се докажале дека народот едноставно не ги сака. Немаме муштери за тој вид на збор. Например, еве, за новчаник сме се обиделе ние и го продаваме упорно зборот паричник, меѓутоа гледаме дека не сака да заживее. Значи едноставно луѓето не сакаат да го прифатат. Од друга страна, например, малкумина знаат дека новоскован збор бил зборот вработување и вработува. Значи на луѓето кога прв пат го слушнале, тој им бил многу чуден, зашто тогаш било сосем обично да се кажува запослува е запослен или незапослен. Значи тој, еве ние сме успеале да го продадеме. И денес веќе вработен функционира сосема како сосема обичен збор. Но зборот ми е, да речеме, кога вие зборувате, колку и да се обидувате да зборувате на стандардниот јазик, сепак е тоа говорена форма, значи една форма која што е жива, која што излегува во моментот. И во моментот може да излезе некој збор кој што не е според нормата, значи не е стандарден. И тоа не е ништо страшно, се додека вие знаете дека тој збор што излегол е неправилен. Тоа значи дека кога ќе го напишете, ќе го употребите правилниот. Например, можам јас кога зборувам да кажам и еве јас сега зборам за тоа и тоа, а поправилно е да кажам зборувам. Но битното е јас да знам што е правилното, зашто кој ќе го напишам, затоа се вели литературен јазик. Значи кој ќе биде веќе во писмена форма, тој тука не трпи одстапување од стандардот. А говорениот јазик може и нешто да протнете. Јас дури, верувајте, и намерно протнувам. Затоа што ако одам на чистата стандардна форма на јазикот, може да направам кај моите студенти контраефект. Да ги одбијам. Значи, не сакам тие да го имаат чувството дека македонскиот литературен јазик е поѓаволите момче, што се случува со тебе? Тоа веќе веднаш одбива. Јас прво што ги прашувам, дали ви е мојот говор пријатен за слушање? Тие велат да. Ова е таа форма што барам вие да ја зборувате. Нека влезе нешто, ако треба и од вашиот дијалект. Нека влезе нешто и од разговорниот јазик и од сленгот, ако сакате. Битно е да знаете што се правилата. Ете, тоа е тоа и да знаете, а во случај да не го знаете зборот, каде да проверите. Која се литература ви стои на располагање за да можете да проверите како некој збор се пишува, па и како се изговара. Да се консултирате. На еден интернет форум, додека се подготвував за оваа тема, навистина прочитав речиси се што најдов на интернет за јазикот. Некои од луѓето коментираат за тоа колку србизмите се присутни во скопскиот дијалект, токму она што го споменавме во неколку наврати. Еден коментар вели: во пишувана форма се трудам да се изразувам литературно, значи внимавам на замара, не велам замара, велам заморува, стварно, на вистина, некад, некогаш и секад, секогаш. Професоре, колку е тешко кога се преведува од сличен јазик? Многу потешко. Потешко е да се преведе нешто од српски на македонски, отколку на англиски. Така, се согласувате. Од англиски е полесно. Барем јас така мислам. Која е вашата препорака до оние кои што преведуваат од српски јазик? Па да не преведуваат. На што да внимаваат најмногу? Намногу да внимаваат на оригинал. Тој мора да се види. Не дека не може да се користи
кај Шекспир, пример, преводот на српско-хрватски, ако го знаете тој јазик, туку треба задолжително да се гледа и изворниот јазик, односно англиски. Мора. Мора. Ако тоа не го знаете, не се нафаќите да преведувате. Бидејќи тоа не е превод, туку тоа е некоја варијанта која забегува. Например, толки години театарските метици кај нас, кој имаше ова Хамлет, како најпознат, правено од руски, преку, не знам која, преку руски сигурно, со тоа што не е гледан оригинал. Тоа е очигледно, ако човек седне и почнува да гледа, ќе види дека не е преведено од оригинал. Такви се повеќе преводи за жал кај нас, меѓутоа не сите, бидејќи неким да ги омаловажам, одличните преводи кои што се присутни и кои што посебно се направени последните години, и тие преводи се присутни и секој од нас може да ги прочита. Речисти се што е важно од англиската, па и американската книжевност, за руска да не зборувам, е кај нас присутно. И може го имаме и на современ македонски. Според мене треба време, не треба нервоза, ништо не може наеднаш, за се треба генерации. Сигурно. Само ќе се надоврзам на ова што го кажува Драги. Посебно кај Хамлет, тој беше преведен од Ацо Шопов во 60-тите години, во време кога македонскиот литературен јазик беше се уште многу кревок, млад, немаше многу образовани луѓе кои што можат да ги преведат работите, и точно е дека е од Пастернак преведен за прв пат. И ние работевме една театарска представа, се вика Среќата нова идеја на Европа, каде што имаше монолог, главниот монолог на Хамлет, токму од тој превод. Тој звучи преубаво, навистина преубаво звучи, но суштината не може да се некако да се свати, не може да се разбере. И имавме големи дебати околу значењето на самиот монолог, до еден момент додека не го најдовме преводот на Богомил Ѓузел, каде што се беше многу потполно различно, но многу појасно. Потоа го имаме и третиот превод на Драги Михајловски, односно препев. Тоа само зборува за тоа дека ние како мала земја, со мал јазик, напредуваме фуриозно, имаме прекрасни преведувачи и препејувачи. И ако имате на Хамлет веќе три преводи, тоа значи дека сме сериозна нација која што е загрижена за своето постоење. Но многу е важно тоа некако да се продолжи. Многу е важно да се создаваат нови генерации кои што загрижено ќе се однесуваат кон она што е нивната алатка. Ние немаме друг начин на комуникација освен јазикот. Ние не можеме да постоиме ако јазикот не постои. Доколку тој се деформира во некоја форма која што може да избега од контрола, тоа значи дека ние ќе престанеме да се чувствуваме она што би требало, како што би требало да се чувствуваме. Во Англија бев на некоја школа многу одамна, 93-та година, кога им кажав дека сум го играл Ариел Шекспир на македонски јазик, беа шокирани како може да се игра Шекспир на некој таму јазик словенски, на некој мал народ кој што дури не чулени дали постои или не постои. Едноставно, ако онака имате како што би ни добрите... било чудно Дејан Дуковски да се игра на јапонски, веројатно. Да, и или пак Дејан Дуковски да се игра, тоа е исто една тема која што може би треба да ја отвориме, или пак Дејан Дуковски да се игра на македонски литературен јазик. Невозможно. Дејан Дуковски да се игра Дејан Дуковски и да се игра Коле Чашуле е сосема различно.
тие влегуваат, авторите влегуваат во одредено милје кое што отвара проблеми или драмски ситуации кои што се врзани за јазикот или дијалектот во една преубава форма. Дијалектите се богатство на народот, различните дијалекти се уште поголемо богатство. Да речеме, нашиот голем писател Петре Андреевски прави феноменален амалгам од македонскиот литературен јазик и демерхисарскиот брсјачки говор, преточувајќи го во поезија на говорење и само издигнување на јазикот на едно сосема, на едно повисоко и на едно преубаво ниво. Или пак, например, комбинацијата кај Драги во многу бука за ништо, многу врева за ништо, каде што се гледа високиот стил на изразување преку преводот на македонскиот литературен јазик и високата класа, или пак на плепсот, на луѓето кои што го говорат дијалектот. И кај него тоа е строго дефинирано. И тоа исто зборува за убавината, големината и богатството на јазикот. Така што не треба да го напаѓаме дијалектот за да можеме да го воздигнуваме македонскиот литературен. Како би ви звучало прашање до сите, меѓутоа Ѓорги од аспект и на актер и од аспект на публика. Она што го кажа професорката предходно, по ѓаволите, како беше остатокот од реченицата, доколку го слушнете... по ѓаволите, момче, што се случува со тебе? Така, доколку тоа го слушнаме на филм или во театар, малку одбива, нели? Па одбива, се разбира. Веројатно голем дел од публиката се плашеше како ќе звучи преводот на песните од мюзиклот Чикаго, кој што пред некое време го погледнавме премиерно во Македонскиот народен театар. Јас искрено се воодушевив, бидејќи отидов со страв дека тоа ќе ми звучи токму така, како што звучи ова. Момче, по ѓаволите, што се случува, нели? Тие се форми кои што не функционираат во... Не поминува добро тоа, нели? На сцената, а посебно не на филмот. Так. Филмот бара еден сосема друг пристап, ја нема таа функција на промоција на јазикот, колку што има функција на создавање или покажување, прикажување или лоцирање на одреден проблем во одредено милје. Но повторно, ако имаме класа или ако сме фокусирани на одредена група на луѓе кои што се високо образовани, не можеме да им ставиме во нивниот говорен апарат јазик кој што не функционира и кој што би бил различен од оној како што би требало да го говорат, што би било логично. Така што тоа се две различни уметности, но важно е тоа да биде живо и важно е да биде реално. Така. Јас тука би сакала да кажам нешто. Значи, ако не станува збор за она интонативна спуштеност и извештаченост, она надменост, момче, тогаш се би било во ред. Зошто да речем што се случува со тебе? Зошто да не речем што се случува со тебе? Едноставно, природно, кога станува збор за медиумите, тоа така треба да се одвива. Исто така, една обична реклама, телевизиска, радио, не смее да помине со лекторски грешки. Не смее со јазични грешки. Волку, нели имаше една реклама, толку многу се вртеше. И не само таа. Тоа мора. Ние, сакајќи да, можеби да постигнеме некој ефект, нели, на рекламата, сакаме да вметнеме нешто. Па тоа нека биде дури и како во наводници, нека се надзира тоа дека не е така вообичаено. Исто така не сум против сленгот, против дијалектот, напротив, треба да се негува. Секој во својот дом да си го негува својот дијалект, тоа е најбитното. Јазикот е најважниот елемент во дефинирањето на етничката припадност. Значи, за да постоиме, мора ние да си го знаеме собствениот јазик. Исто факт е дека јазикот е општествена појава. Меѓутоа, со мерка, нека се менува нешто. Секогаш ние треба да внимаваме, особено во електронските медиуми, некое детенце кое што се уште не знае да зборува, да си го научи својот јазик правилно. А како ќе го научи ако постојано слуша нешто неправилно? Мора нам да ни обрне внимание во смисла, односно ние нему да му обрнеме внимание во смисла право говор. Се зидам сега, тука морам да упаднам. Значи, она што не е добро во Македонија, тоа е што македонскиот стандарден јазик сега за сега се уште не се смета за јазик на престиж.
Значи, за разлика од други земји, например Западна Европа, таму точно се знае дека литературниот, ако сакате наречете го, макар што во последно време веќе е стандарден, се користи како термин, нели, бидејќи литература не сепак само оној што се однесува на книжевноста, јазик на престиж е стандардниот јазик. Односно, доколку некој не го зборува тој јазик, тој не може да биде новинар, не може да излезе, например, што знам, ако земете сега вие во BBC, дали може да дојде некој со англиски, нека каже професорот кои се сленгови, кокни и така натаму, и да биде главен на вестите. Дали може тоа да се случи? Не може. И значи, тоа значи дека ако јас сакам да бидам таму, јас прво ќе одам, самата ќе одам, ќе барам македонист, ќе барам дефектолог, логопед, кој било, да ме научи, еве, впрочем го знаете, моето Милена е Пигмалион, значи, да ме научи, да ме доведе до степен како во Пигмалион, да бидам, значи, висока класа, условно речено, висока класа, сега мислам во смисла образован, еден образован слој на општеството, кој што треба да зборува на еден препознатлив, стандарден јазик. Тоа кај нас сега, за сега го нема, а тука сега, пак мора да кажеме, виновна е државата. Зашто државата нема механизми да наложи врз медиумите дека не смеат да излезат со таков говор и да влијаат врз територијата на цела држава. Пред малку убаво рековте, може исто казник, нека се санкционира. Значи, тоа сега, за сега, да, не функционира. Јас бев, например, повикана од Советот за македонски јазик да дадеме некакви идеи како да го ставиме во закон правоговорот, како што беше ова со лектурата. Така. И тука паднаа неколку идеи, меѓутоа тука остана само на тоа. Една од идеите беше нема друго. Испит, како што се полага, лекторски испит, така ќе се полага и правоговорен испит, кај комисија која што едноставно ние да не ги задолжуваме да земаат часови, ако не сакаат да земаат часови по правилен изговор, нека не земаат. Ама испитов, оти некој има, како да кажам, семејно добар изговор. Семејството е такво што внимавало на изговорот и вистина не му треба да зема никакви часови, има одличен изговор, да го добие тој сертификат дека има правилен изговор и со тој сертификат да може да излезе во медиуми. Значи, како да ви кажам, тоа би биле сите јавни личности, многу убаво каже Олевски, амбасадори на македонскиот литературен јазик. Сега, за сега, тоа чувство го нема дури, не викам, може би се гради. Меѓутоа, наместа, пак кај студентите ќе ви кажа, дури чувствувам дека како да се срамат, условно речено. Не дали е престиж, туку почнуваат шегите од типот литературно ли да зборувам. Се знаат дека не е тоа така изговор. Многу е важно јавните личности да внимаваат на говорот, бидејќи Тоа го слушнавме и во анкетата, и граѓаните го имаат тоа мислење. Оние кои што го примаат јазикот, го примаат во онаа форма, мислат дека тоа е вистинскиот јазик. Сигурно е дека политичарите се звездите на денешницата и тие се медиумски најмногу покриени. Секојдневно излегуваат, ние сме загрижени за тоа што се случува во земјата и секојдневно сме врзани за медиумот, за телевизијата, за радиото и секојдневно го слушаме говорот. Тие мораат да имаат своји учители. Добро каже професор, тие мора да бидат оратори. Ораторството се разбира дека предпочита одреден стандарден јазик. И тие мораат да го почитуваат македонскиот стандарден јазик. А еве имаме актер. Се извинувам, да, само да завршам. Имам чувство дека се создава еден нов јазик, меѓусебно тие создаваат еден вид на јазик кој што секој од секого го копира и се смета дека тоа е вистинскиот македонски јазик и настанува еден навистина голем проблем за тоа како се ресорбира кај гледачите она што го слушаат. А што станува со стандардизираниот јазик при синхронизација на турски серии? Тоа е токму она што сакам каде што треба не употребуваме акцентски целости, но таму може да се слушне. На тебе ти благодарам. Да. Позади мене и не знам што. Лектори во секоја институција. Зборуваме ли овде за хиперкоректност или што е проблемот? Не, кај на тебе... Кога зборуваме за на тебе, навам, нанам...
Не, тоа е чиста грешка, да, хиперкоректност во исто така е грешка, мислам се разбира, меѓутоа тоа е кога хиперкоректност е кога луѓето не ги знаат исклучоците од правилото, затоа што ние имаме правила, меѓутоа од секое правило, ова сепак е јазик, не е математика, од секое правило имаме исклучоци. Кога не се знаат исклучоците, тогаш станува збор за хиперкоректност, која што исто погрешно како кога не се знае правилото. Тоа е пример, на пример, ово со акцентот што го кажа Смилевска, дека бидејќи како е таму, почитувајќи, значи го става на третиот слог, зашто сака да биде хиперкоректен. Еве, литературен ако земете. Литературен. А всушност, таму си акцентот, таму е исклучок од третосложното акцентирање, акцентот паѓа на вториот слог. И сега, колку што ние треба да знаеме дека акцентот паѓа на третиот, толку треба да знаеме и кои се исклучоците каде што акцентот паѓа на вториот, и исто така треба да знаеме дека во никој случај акцентот не може да го премине третиот слог. Значи не може да падне на четвртиот, ова што е со политичкиот акцент. Предлагам овде да го погледнеме прилогот на колешката Симона Самарџиева, која што ќе не потсети на најважните датуми и податоци поврзани со македонскиот јазик, кога излеза на првата граматика, првиот правопис, кога е стандардизиран јазикот. Ќе се вратиме веднаш по прилогот во студиото. Оваа година македонската граматика слави 70 години. Првата печатена граматика излегла во 1880 година и била издадена од Ѓорѓе Апулевски под името Слогница речова. На стандарден јазик прв објавил македонска граматика доктор Круме Кепески. На 24 јануари 1946 година македонските средни училишта ја добиле првата граматика на македонски јазик, благодарение на Круме Кепески, кој со пишувањето на граматиката имал желба на учениците да им даде учебник кој ќе ги воведе во нашиот литературен јазик и ќе помогне да ги разберат основните црти. Тој бил македонски педагог, лингвист, преведувач и граматичар кој успел да ја развие свеста на македонците за сопствениот литературен јазик, а со тоа и за сопствена националност. Поради тоа јазикот се става на прво место при национална идентификација заедно со чувството на припадност. Таков израз на идентитетот разбудила појавата на македонската граматика на македонскиот јазик. Првиот македонски правопис кој бил издаден во 1969 година до денеска бил повеќекратно изменуван. Правописот на македонскиот јазик од моментот на својата стандардизација претрпе неколку измени. Во 1945 година, во 1950 година, 1970 година и 1998 година. Од големо значење се залагањата на Роаким Крчовски, Кирил Печиновик и Теодоси Синаицки, а посебно се истакнуваат Ѓорѓе Апулевски и Крсте Петков Мистирков, кој во својата книга за македонските работи одвојува статија во која ги изјавува своите ставови за начинот на формирање на македонскиот литературен јазик. На првото заседание на АСНО, 2 август 1944 година, е донесено решение за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава. Комисијата за јазик и правопис своите ставови ги формулирала во резолуција донесена на 3 мај, а усвоена на 5 мај 1945 година. Заслугата на Блажо Конески за кодификацијата на македонскиот литературен јазик е во тоа што создал граматика на македонскиот литературен јазик, речник на македонскиот литературен јазик, како и правопис на македонскиот литературен јазик, подготвен заедно со Крум Тошев, кој е озаконет на 7 јуни 1945 година. Во 1969 година од печат излегло изданието со околу 30.000 збора кои ги вклучува сите претходни измени и содржи ситни промени. Последното издание на македонскиот правопис излегло од печат во 1998 година, подновено и изменето. Во 2012 година се јави иницијатива од своето за македонски јазик за ново издание на правописот. Ова ново издание беше промовирано во февруари оваа година. Токму така тоа беа едни од најважните датуми поврзани со македонскиот јазик. Би сакал овде професорот Драги да го прашам околу потребата на стандардниот јазик и колоквијалниот јазик. Колку треба да се плашиме од колоквијалниот јазик? Имаше еден пример кога преводот на Хаклбери Фин од Марк Твен беше според одредени лектори несоодветен за јазикот и беше навистина поправен. Дојдовме до ситуација кога Хаклбери Фин, необразовано младо момче со авантуристички дух, зборува перфектен стандарден јазик. Дали ова повторно таа ситуација по ѓаволите? Да. Кратко би кажал дека не е во ред диалектите или говорите, ако се појавуваат од време на време,
да бидат буквално преведувани со струмички диалекти, рибитовски, скопски и така натаму. Според мене и моја препорака е дека треба текстот добро да се проучи, ако е Хаклбери Фин, како што е младо момче и така натаму, што може и колку може тој да зборува, треба да процени самиот преведувач. А ако преведувачот направил некој обид, тоа е негово право, меѓутоа и негова одговорност. Колку може и дали може тоа да го работи. Ние не можеме тука да се мешаме, посебно ако сме во улога на лектор, и да кажуваме како треба или да менуваме текст без да го прашаме. Случајно го знам преведувачот, односно преведувачката, без прашање е направена измена. Како ова е глупа, не знае, така се чита, а ние можеме да, ние сме во позиција да смениме без да ја прашаме. Првен праша и потоа смени. Инаку во принцип јас мислам дека не треба да се, ако е нешто направено во диалект, не треба да не се проучи добро. Значи не може да се преведува како ќе ви текне, или тука има диалект, еве ви диалект. И да отиде одма струмички, битовски, не е така. Тоа е проценка на самиот преведувач, убеден сум и верувам дека некои права или некои работи треба да се остават на самиот преведувач, а лекторот не дека не знае, но помалку знае од преведувачот за конкретното дело. И не треба да се меша, односно треба да прифати или да не прифати, тоа е негово право. Да разбере едноставно зошто е искористено тоа што е искористено. Неколку пати ги споменавме диалектите, предлагам овде да погледнеме неколку кратки вести кои што ги прочитаа наши колеги. Јас им се заблагодарам на Ѓорге Камов, Данче Азманова и Дарко Штарговски, кои ни прочитаа вести на гевгелиски, струмички и прилепски диалект, да погледнеме како би звучало тоа доколку диалектите ги употребуваме онаму каде што не треба. Понатаму ќе искоментираме, секако гледачите знаат дека сите овие тројца новинари се трудат да зборуваат на вистина одличен стандарден јазик и имаат можеби оние кои што доаѓаат од другите градови проблем со диалектите, меѓутоа ќе зборуваме малку потоа и за надминувањето на овие проблеми. Да ги погледнеме вестите прочитани на диалект. Станувам в 4 сато са бајле, а ќе работа. Ама ако денот ме е слободен, се разбудавам в 8 или 9 сато. Секој пат станувам рано за да не го изгубам дено. Одмот кад се разбудам, пијам една чаша топла вода со лимон. Воа ни го открија актерката на вестнико Велен Гут. Имам личен тренер и првиот дел од тренингот ми поминаве со пола саат возење точуки и 40 минути јога, веќе она. И ако мислите дека тоа е одлична активност за дено, тојска за Дженифер воа е само за загревање. Од Струмица директ се уклучаме уживо со една голема вест. У Домот на културата преги дојде струмичкиот директор за водовод и он пред целата публика кажа дека га чинал цевката што не работеше. Он говори со човеците што живеат покрај патот дека што има дефект и им кажа да не се секират од и он ќе го чине дефекта. Двајца наши сограѓани се тешко повредени во страшната сообраќајна несреќа, која утрово се случи на патот Прилеп Скопје. Двајцата луѓе кои што биле во возилото се пренесени на клиниката во Скопје. На прашањето до лекарите, што ќе биде сега со повредените, оттаму реко дека состојбата била стабилна и дека повредените ќе преживее. Појче бил повреден возачо, ама набрзо состојбата и кај него се средила. Најверојатно причина за несреќата била тоа што сега повредените возеле фазла од дозволената брзина на пато. Мора да признаеме дека се изнасмеавме во студиото. Вака би изгледало ако новинарите читаат на диалектот од градот. Само се менува жанрот, станува комедија или фарса, како сакате, да. Така.
Имаме двајца во студиото кои што се родом од Битола. Ова беше случајно, непланирано. Драги Михајловски, Ѓурги Орлевски сте родени од Битола. Како се ослободивте од дијалектот и дали се уште го користите? Каде го користите? Па јас морам да кажам дека работев многу стабилно за да можам да го контролирам мојот дијалект. Бидејќи после 18 години јас се запишав на факултет за драмски уметности и првите 2 години и кога ги гледам представите или испитите кои што сум ги имал во тој период, па и понатаму, се чувствуваше доста силно. Битолскиот дијалект е многу силен, има издолжени вокали и треба навистина голема работа за да можат тие вокали да се стеснат и за да може да се доведат во некаква контрола. И тоа е макотрпна работа, бидејќи тоа е моето орудие за работа и доколку сакав да бидам на сцената на скопските театри или на било кој македонски театар, морав да работам на сузбивање на дијалектот, а најдобро се работи ако воопшто не го употребуваш. Така што и кога одам во Битола со моите родители, јас разговарам вака, не го менувам, не влегувам повторно во дијалект или со било кој кога разговарам, јас едноставно вака зборувам. И многу ми е полесно и многу ми е поедноставно кога сум на сцената, што не значи дека од време на време нема да излета некој вокал или нема да излета некој битолски дијалект, затоа што тоа е сепак јазикот со кој или дијалектот со кој што сум растал и дијалектот кој што е длабоко во мене и некако ме дефинирал во одреден период од мојот живот. Професоре, зборувате ли во одредени ситуации битолски се уште? Па, многу ретко. Избегнувате? Кога беа живи моите стари, да, во Битола, а се не. Многу малку, понекогаш дома, бидејќи мојата супруга е од Битола, исто. И ние понекогаш зборуваме, меѓутоа, она што најмногу во креативна смисла го употребувам е во моите преводи или во моите раскази и романи, тоа е лексиката. Или бидејќи лексичкото богатство, тоа вика и Мисирков, ако не се лажам, за македонските работи, 1993 мислам година. И Мисирков вика дека од сите наши дијалекти, парафразирам се разбира, треба да се користи лексиката, а не само да се која е лексика на македонската литературен јазик. Јас не знам. Тоа е лексиката, одговорот на нашите говори и диалекти и таа лексика влегува со усул се разбира, со голем дикат, со внимание, не и понекогаш и во литературниот јазик. Колегата Гојко Кешел се обиде да ни представи како би изгледал еден новинарски текст доколку претераме со употреба на англицизми. Можеме да го слушнеме и краткиот прилог кој што тој го подготви за ова отворено студио на ТВ Нова, како изгледаат текстовите односно како изгледа говорот на младите кога претеруваат со странските зборови. Новинарот ги напушти мејнстрим медиумите и реши да работи како фриленсер и да води сопствен блог. При тоа повикувајќи го аудиториумот да коментира на хаштагот за темите кои ги покриваше преку неговиот блог. Тој немаше канцеларија, тој постојано беше онлайн преку неговиот смартфон, секогаш кога ќе наидеше на хотспот. Токму смартфонот беше неговиот омилен гаджет. Дел од овие зборчиња кои што ги слушнавте во ова кратко прилогче на колегата Гојко Кешел, се обидовме и да ги преведеме, односно да ги прашаме нашите граѓани да ни објаснат што значи гаджет, што значи мејнстрим, како на македонски би кажале дрон или слайд. Можеме да погледнеме колешката, анкетата која што направи колешката Наталија Дучковска, па потоа ќе се обидеме да ги преведеме овие зборови, нели? Ке може да ми приведеш што значат зборчињата блог, сајбер и хотспот? Па блог мислам дека се однесува на интернет страните, каде што можеш да споделуваш твои работи. Друго што имавме?
Сайбер, па не знам баш добро да ви објаснам за сайбер и уште... Смартфон се однесува на новите телефони на кои имаме интернет, кои може да си мнувате апликации кои се потребни и корисни за секојдневниот живот. И тачскрин. Тачскрин се однесува на екраните на допир кои можеш да работиш на нив. Хаштаг е кратко е нешто како кратко објаснување на тоа што сакаш да го кажеш. Трейлер е како е исто така кратко сумирање на пример на филм. И што и хотспот е место каде што можеш да земеш слободно Wi-Fi, каде што имаш достапно слободно Wi-Fi. Мислам дека дрон е тоа што лета и снима. Гаджет е, па јас го викам гаджет англиски и секој девајс е пак на англиски. Секој апарат, секој не знам, такво, не знам да објаснам, ама знам што е. И мобинг, мислам дека е вид на злоупотребување на работното место. Што значат зборовите блог, сайбер и слайд? Блог значи страница, блог, како што сите знаеме, сайбер не е страна и што беше другото? Слайд, па валја врти. Мултитаскинг значи вршење повеќе работи во исто време. Тачскрин телефон на допир и смартфон, па паметен телефон. Дрон значи дрон, трейлер значи приколка, смартфон е паметен телефон и тачскрин е екран на допир. Мобинг може да се објасни, например, како злоупотреба на работно место или може исто така да се направи во училиште, на универзитет, значи секаде може мобингот да постои. Што беше другото? Мултитаскинг, па да правиш повеќе работи истовремено. Смартфон можеме да го преведеме како паметен телефон, тач, како беше? Тачскрин е екран на допир и слайд е лизгање. Тачскрин би било екран на допир се. Смартфон се телефоните што ги користиме скоро сите се. И хаштагот не знам се, реално да кажам, не ни користам социјални мрежи. Оно што е особено интересно е тоа дека Хрватска особено внимава при користењето на ваквите зборови. Дури Институтот за хрватски јазик, хрватски јазик и језикословие имаат интернет страница боле е хрватски, bolje.hr, каде што ги имаат предложено сите овие зборови, па понатаму граѓаните да даваат предлози за тоа како овие би се превеле на хрватски. Епа, се тоа е токму тоа да што го кажува. Да се обидеме да го објасниме ова? Значи, Хрватска е најдобар пример, иако тие може би отидоа премногу во јазичен туризам, чисто така како да речам. Но, да ја земеме како едноставно наспроти ситуацијата во Македонија, тоа е држава која што се грижи за својот јазик. Значи, сериозно се грижи за својот јазик. Под сериозно мислам дека со програма, со план, со проекти, со, како да кажам, точно да се предвиди преку кои медиуми, преку кои личности можат тие да продадат, повторно ќе го употребам тој збор, нешто што е, значи, хрватско, а не е, да речеме, странско по потребло. Ние, од друга страна, во моментов, за жал, таква е ситуацијата, јас морам тоа да го кажам. Значи, кај нас, кога ќе влезе предмет, некој, нов предмет се направил, влегува со своето име, и во моментот во нашиот јазик влегува со името онака како што го прочитува оној што прв го внесува. Од тука имаме и нелогичности од типот, не знам, DVD да го изговараме англиски, а CD да го изговараме по латиничната абецеда. Со тоа два исти, да речеме, и по потекло и по се зборчиња. Значи, оној што прв ќе го внесе зборот, така останува во јазикот. Значи, нема некое тело што се грижи. Не ме разбирајте погрешно, имаме ние и катедри, но никој не слуша. Значи, тоа сакам убаво да го нагласам. Каде се јазичарите кога ќе се каже? Тука сме. И постојано работиме, и постојано се пишува, и постојано излегуваме и по телевизија и така натаму. Не е тоа да работата, некој да не слушне. Некој тоа што го зборуваме, конкретно да го примени, за да имаме некоја подобра ситуација. Ние, например, хрватски, конкретен пример, наспрема нашиот пример.
Квиз милионер знаат дека кога беше? Дека им е страшно гледан. И го, значи се гледа дека државата го проценила милионер како медиум каде што може да продаде нови хрватски зборови. Јас го гледав баш кај што беше интересен квизот. Кога тој како се викаше Тарик, Тарик Филиповиќ, тие од првите прашања што беа најевтини, да речем за 500 куни, како вика прашањето беше кој е кемиски знак, кој е знак за кемиско почело селен. И се обрати кон публиката и кажа, дозволете да ви кажам, почело е хрватскиот збор за странскиот елемент. Значи, тие стигнале, и се виде по публиката дека тие прв пат слушаат, меѓутоа гледате како тие продаваат. Елемент стасаат да го сменуваат со хрватски, и то чуден хрватски. Почело е, мислам, не личи на именка, така натаму личи на придавка по формата и така. А кај нас имаме? Ова што го кажавте сега што го слушнавме, тоа е едниот пакет. Пакетот на новите предмети со сенивните придружници зборови, но вториот пакет е веќе постојните зборови ги заменуваме со англиски. Јас присуствував на одбрана дипломска каде што имаше на некој списание беше анализа. Значи розова боја веќе не постои. Таа е пинк. Облекувањето не е веќе секојдневно, туку е casual, не знам како го пишуваат и така. Значи зборови кои што ние веќе ги имаме, веќе се користеле и тие се менуваат. Мислам дека и оваа анкета покажува колку моќно оружје е јазикот. Имаме експанзија на културна експанзија на америчка култура преку медиуми, преку јазик и преку интернет. 20 век, 21 век е век на културна експанзија, економска, како политичка, воена, како што сакате. 19 век беше француска експанзија, но повторно со јазик. Кај Достоевски можеме да најдеме цели фрагменти каде што се зборува францускиот јазик. Сега англискиот јазик е нашето секојдневие. Младите, децата во Македонија подобро го зборуваат англискиот стандарден или англискиот или америчкиот стандарден јазик, а македонскиот го зборуваат повеќе како дијелект. Токму заради тоа моќта на јазикот, убавината на јазикот мора да биде ставен како културно наследство, мора да биде со големо внимание да се промовира, да се негува, да се чува и да се употребува во вистинска форма. Да се надобрзам. Ленче, што правите во вакви ситуации кога новинар ќе ви донесе текст во кој што се опфатени зборчиња како фриленсер, мултитаскинг, хаштаг? Како ги решавате? Секогаш се обидуваме да ги преведеме, но убаво рече професорката Пановска, вели ексклузивното право го има оној првиот што ќе го употреби. Најчесто се сведува на тоа, но јас лично, кога мене ќе ми биде донесено, бидејќи јас имам и една улога на лектор во телевизиската куќа, но не сум лектор. Така. Помагам кога е потребно. Секогаш гледам тоа да го преведам и да го помакедончам до крај колку што можам да биде на македонски. Неодамна бев сведок, сакав да се надоврзам на претходниот разговор. Една господја се пофали, вели, знаете, мојот син размислува на англиски. Дали е тоа пофалба? Ако веќе тука ние сме ја загубиле својата јазична култура, што е тесно поврзана со културата на личноста и непознавањето. Точно е јазикот на престиж. Кој е во моментот сега во моментот е англискиот? Ако претходно може би бил српскиот, така. Сега веќе наместо конечно се ослободивме во смисла на влијанието од српскиот, веќе реално сме ослободени. Сегашните генерации не го познаваат. Но ние паднавме и сосема го предадовме оружјето пред англискиот. И кованици, механизми, не знам какви. Професоре, вашиот коментар како професор од катедрата за англиски јазик? Мојот коментар слушам и вистина е така. За жал. Меѓутоа, ако земе меѓу она што се вика книжевност, англиска, и она што се вика јазик англиски, постои разлика. И тука треба да се, мислам, кога се носат судови, не знам ја што да кажам, да се внимава.
бидејќи не сме ние секогаш за никаде. Бидејќи не сме за никаде, нашите студенти од катедрата за англиски јазик и книжевност често пати, за жал, го знаат повеќе англискиот, како што кажавте, или правилата на англискиот, а многу помалку македонскиот. И тоа, за жал, е факт. И тоа не знам што може да се направи. Јас лично сум сега во пензија, меѓутоа не значи дека борбата не продолжува. Јас сум за воведување на македонскиот јазик секаде каде што се може. Иако, често пати, ние не можеме да биме многу силни. Тоа зависи од политика, од економија и така натаму. Од овие социјални мрежи. Многу е битно дали ние сме во состојба нешто да измислиме. И тоа е многу важно. Бидејќи оне кој прв измислува, како Facebook, Google, тој добива. Нели, тој наметнува, тој ни вика Google. И сега одете вие убедете некој дека Facebook, например, треба да биде пример ликослов на македонски или рекла казала или што знам таму. Пример. Она што кај Шекспир, така? Она што кај Шекспир го препознавте и го нарековте очудување. Како се обидовте да го решите со кованки? Тоа е она по кој што станавте препознатлив и го едноставно им го пренесовте на студентите, да не се пренесува од еден во друг јазик еден збор со долги 2-3 реченици, текст од 3 реда кој што може би ќе фати, туку со една кованка која што потполно ќе го упфати значењето. Како мултитаскинг или фриленсер или кој да е од овие зборови кои што ги споменавме, како да ги решиме на македонски? Како? Се е индивидуално. Тоа можам да кажам. И Шекспир е тука приказна. После специјални учебници или книги напишани, во кои сите така наречени чудни фрази или новитети, лексички, што ги кованици, што ги употребува Шекспир, ги има и се објаснати што значи. Само треба да знаете да го најдете тоа. А денеска исто може да се преведе, се може. Не верувам дека нешто не може, но е многу, јас не сум за тоа да одме до крајност како хрватите, будисти, тоа е претерано, веќе кажано. Меѓутоа, тоа што може и што е во граница, треба да се преведе. Да, само што ние сме многу далеку од ситуацијата во Хрватска, затоа јас и го ја споменувам како пример, се разбира дека не мора да значи дека е позитивен, меѓутоа но и богатството на јазикот токму се зголемува со тие кованици кои што најчесто ги измислуваат или ги создаваат или ги креираат писателите, поетите. Но важно е детето да ја види таа песна или поема или книга. Важно е да дојде до неговата или до нејзината рака, да може да ја прочита, да ја научи напамет и тогаш ќе ја знае кованицата, например, трепетлика или жизнерадосно, зборови кои што подоцна, можеби, доколку влезе во некакви интелектуални сфери, ќе може да ги употреби на најубав можен начин или пак во разговор со својот дечко или својата девојка, па ќе го воодушеви или ќе ја воодушеви со убавината на говорот. Меѓутоа, јас морам сега уште нешто да кажам. Значи, кај младите, тоа апсолутно знаеме сите тие се најподражавачка категорија, значи најимитаторски настроени. И факт е затоа, да речеме, Еви Тоше Проески, јас што не можам да го прежалам, а што беше пејач каков што беше, имаше прекрасен јазик. Верувајте дека во времето кога тој беше популарен и кај студентите се чувствуваше подобро зборување отколку, значи тие го слушаат, го пијат како јавна личност и почнуваат да го имитираат, да го подражаваат. А штом тој зборува добро, тие подражаваат добро и автоматски имаме една позитивна работа. Значи
се разбира дека литературата тоа е тоа што го читаат во училиште, но има еден период, периодот на адолесценција, кога најважни им се нивните младешки списанија, нивните емисии. Тука треба, зашто, да речеме, мојата генерација не сме можеле да појмеме дека некој некогаш ќе вика портокалова боја. Да речеме, за нас беше тоа помаранџесто, зашто бевме под такво влијание. А сега да видите како лесно кажуваат портокалова, лесно кажуваат розова, сега почнуваат пинк. Значи сега ме сваќате, тука треба да се внимава и да се протнува. Се од овој тип, ама свесно да се протнува. Од страна на некој што ќе биде специјално задолжен за тоа. Несвесно да се прифаќа. А несвесно, тие ќе го прифаќаат и ќе го имитираат и лесно можеме. Има надеж ли дека ќе дојдеме до таа ситуација наскоро? Театарот и филмот се едни од медиумите, секако и книгите, преводите се едни од и телевизиите секако се тука, каде што тоа свесно би можело да се протнува, а публиката натаму да го купува. Сме би можело. да завршиме со прашањето, има ли надеж дека ова ќе се случи наскоро? Мора да се најде јавните личности сите, секогаш да се обидат да предизвикаат восхит кај слушателот, за да бидат подоцна имитирани, односно да се обидуваат да зборуваат како нив. Тоа е основа, тука не треба да се размислува, тоа само така треба да се постапува. И треба, сепак велам, да се казнува оној што не зборувам ако се протне што велите една-две јазични грешки. Меѓутоа, десетини јазични грешки денеска, ако му се протнат на еден водител, треба да се подзамисли. А ако така казнуваме плата, може би нема да земат некој, но мора од некаде да се почне. Ѓорги, ова треба да се... Јас не сум многу благонадежен, но борбата е долга. Така. Нека биде ова повод да се видиме повторно. Јас морам да кажам дека сум сепак оптимист. Доказ за тоа беше огромниот интерес што го предизвика излегувањето на новиот правопис. И она што за жал немавме време да го споменаме. Дека немавме време, меѓутоа сега не можеше да се најде, но мене ми беше лично многу мило да видам колку луѓето им треба. Луѓето се на крајот од криштата и гладни за да им се даде нешто, да видат како е правилно, почнуваат тие дискусии и така натаму. Јас верувам дека ќе најдат начин надлежните да го стават правописот во најширока употреба можна, зашто е тоа неопходно. По време на дигитализација да биде достапен дури на интернет, па да го имаме на нашите, како рековме, смарт телефони. Да, на нашите паметни телефони. Професоре, вашата завршна мисла. Јас кажав, треба време и генерација. Така. Ви благодарам за времето кое што го издвоивте за ово отворено студио. Се надевам дека успеавме барем малку да ги поттикнеме гледачите да размислат на тема јазик. Доколку е така, сме успеале веројатно во нашата мисија. Ви благодарам за времето кое што го одвоивте и секако на гледачите за вниманието. Почитувани гледачи, не го менувајте каналот, останете на програмата на телевизија Нова.